Верувам дека сите ќе се сложиме дека многу е добро, многу е полезно, од користе да човек има пријател, ама вистински пријател. Значи не Facebook пријател, не било каков пријател, туку вистински пријател, кој што секојаш е тука да ве разбере, кој што можеби знае се за вас и сепак и ве разбира и тука и да ви помогне, да ви пружи помош. Имате доверба во него, можете се да му кажете. Зборам за човек, иако нели Библијата не предупредува тука, меѓутоа сепак е од голема корист, на вистина да имате човек покрај себе на кого што наистина ќе можете да се потпрете. Затоа што, знаете, живееме на една планета Земја на која што наидуваат разни ситуации во животот и секојаш ви е потребен некој таков. Такви пријатели, значи, меѓусебно биле Љубен и Богдал. Овој Богдал, значи не е Богдан, обично Богдан се среќава име во Македонија, Љубен има. Овој Богдал, поточно може да се нарече Јехова дал, ама еве, ќе окрстиме Богдал, затоа што така повеќе одговара на нашите прилики овде. Вистинско пријателство меѓу овие двајцата. Затоа што Богдал го љубеше Љубен како самиот себе. Го љубеше со сета љубов на својата душа. Секојаш беше спремен и ќе му кажеше што сакаш да направам за тебе. Тоа е пријател. И е тука. Да стои, ако треба, било што. Кога Богдал значи почина, Љубен велеше: жал ми е за тебе, брате. Колку многу ти ми беше мил, твојата љубов ми беше уште почудесна од женската. Љубен е Давид, Богдал е Јонатан. Мислам, ако малку ми бевте чудни, мисливте дека кажувам некој пример од некој македонски пример тука, меѓутоа Љубен е Давид, а Богдал или Јехова дал е Јонатан. Да. Јехова дал. Зарем не беше така во нивниот живот? И тоа замислете ја позадината ситуацијата каде што Јонатан, неговиот татко е на власт, ја има царската власт, иако му е одземена, мислам, од страна на Бога, меѓутоа се уште е на царскиот престол, ја има власта во своји раце и желба му е да го убие Давида, кој што пак е идниот цар, тоа Јонатан добро го знае, меѓутоа тие двајцата ги имаат сите овие карактеристики на вистински пријатели. Го љубеше, вели, со сета љубов на својата душа. Со сето своје срце, како сакате да кажете. Секојаш беше тука, што сакаш да направам за тебе. Беше тука да го шпионира својот татко за да го извести Давида, за да овој се извлече, да му го спаси животот. Си го ставаше својот живот во ризик од улавиот свој татко што го имаше. И навистина овој стих во Пословици 17:17 токму одговара на нив двајцата. Пријателот љуби во секое време, а во неволја станува и брат. За таков пријател
зборуваме. Денеска е тешко да се најде таков пријател, иако има, фала на Бога, но не треба да очејуваме, иако немаме, иако може би често пати нема на кого да му кажеме, да се поплачеме или не знам, барем да бидеме сослушани и така натаму, сепак го имаме најдобриот пријател. Кој што, подготвувајќи ги учениците за разделбата која што треба да се случи, ќе им каже неколку совети, значи не само неколку совети, туку тоа се неколку глави од 12 глава Јован, ако земете па негде таму до завршно со 17 глава, неговата молитва, тоа е голем дел од Евангелието по Јован. Меѓу другото во 15 глава Јован им ја кажува онај изворено добар опис на лозата и прачките, значи како тоа тие да се одржат, како тие да успеат, кога тој физички нема да биде присутен со нив. Таа близина која што треба да има не само со лозата, туку и меѓу себе, им вели во Јован 15 глава од 12 стих. 15 глава отворете Јован од 12 стих и читаме. Ова е мојата заповед. Ова е нова заповед, на друго место ќе кажа. Да се љубите еден со друг, како што јас ве љубев вас. Нели заповедта гласеше и гласи љубете ги другите како што се љубите самите себе, така? Но овде вели да се љубите еден со друг како што јас ве возлюбив вас и веднаш продолжува и објаснува и кажува, вели, никој нема поголема љубов од оваа, да го положи сопствениот живот за своите пријатели. Спремни и да умрете ако треба еден за друг. Би го направили ова, онака мислам буквално, да застанете пред вашиот брат, пред вашиот пријател и вие да примете куршум вместо тој, примете некоја ситуација. Но, што сака да каже Исус? Нели, видовме дека тој сака да биде со нас. Тој сака да биде со сите нас пријател. И паднавме во грев и тој не остави. Беше тука. Дори го прати својот син, нели, читавме за тоа, зборувавме, чие што име ќе биде, нели, Исус, Спасител, но и Емануел, Бог со нас. Бог сака постојано да биде со нас. И кога зборуваме дека никој нема поголема љубов, како што тој вели овде, од оваа да го положи собствениот живот за своите пријатели, на што мисли Исус? Кога го положи својот живот Исус? Римјаните 5 глава. Од 6 до 8 ќе читаме, да. Римјаните 5 од 6 до 8. Зашто додека уште бевте слаби, Христос умре во определено време за безбожниците. За кого умре? За безбожниците. Уште додека бевме слаби, уште додека бевме во грев. За праведник одвај некој ќе умре, а за добриот можеби некој ќе се осмели да умре. Ама Бог ја покаже својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, додека уште бевме грешници. И овде вели во Јован 15 глава за пријателите. Се сеќавате како го обвинувале фарисеите и евреите што велеле за Исуса? Овој кој што е пријател со грешниците. Фала му на Бога што имаме таков Бог. Ова го гледаме многу јасно. Дека тој е пријател со грешниците и спремен е, и нешто, само што е спремен, туку и го даде својот живот.
И вели, таква љубов треба да имаме еден кон друг. Ги учи учениците, не учи денеска и нас. Во 14 стих вели, продолжи вели, вие сте ми пријатели, ако го вршите оно што јас го заповедам. Видовме минатиот пат, значи преку примерот на Аврам. Треба да ја примете благодатта Божја, треба да одговорите со вера, а то подразбира и еден живот на послушност. Но, видите што веле во 15 стих се. Не ве нарекувам веќе слуги, нели слугата е тој кој што го извршува оно што ќе му биде заповедано. Зошто слугата не знае што прави неговиот господар, а вас ве нареков пријатели, зашто ви соопштив се што чув од мојот татко. Да, ние сме слуги, да, ние му служиме на Господа, дури, мислам, ако вземете грчкиот збор овде, за слуга, значи роб. Овде е многу благо кажано. Но слуга, кој што го врши оно што му е заповедано, ама како? Не е тоа само должност за него, туку од љубов. Целата оваа глава овде, значи, зборува за љубов. Ако останете во мене и јас останам во вас, мојата љубов ќе остане во вас и така натаму и така натаму. Таа тесна заедница, врска. Па и самиот збор што се користи за пријател во овие стихови, знаете ли кој е? Филос. Или, видите сега, зашто во Откровение црквата Филаделфија не добила никаков укор? Видите колку е ова нешто што е најбитно што Господ го сака. Значи, да имаме љубов еден кон друг, да сме пријатели кои што сме спремни да се жртвуваме еден за друг, како што тој нас не возлюби и го даде животот свој за пријателите, за грешниците. Превод. Ако имаме таква љубов еден кон друг, тоа ќе биде најголемо сведоштво за светот. Но не само тоа, значи Господ тука нема никаква замерка. Таа црква е достигнала совршенство, таа црква во потполност го отсликува неговиот карактер. Зато што тој е таков. И интересен е 15 стих на кој што повеќе ќе се задржам. Не ве нарекувам веќе слуги, зошто? Значи, иако сме слуги, вие ако земете да ги читате посланијата, па сите од Јаков, Јуда, Петар, Павле, Јован во Откровение, како ги почнуваат посланијата? Јаков слуга на Бога, Јуда слуга на Бога, и така натаму, и Петар, и Павле, сите. Тие се свесни, да, роб, поточно. Тоа останува, меѓутоа, каков слуга? Не слуга кој што не знае што прави неговиот господар, туку близок, како пријател, кој што ги знае семените работи на господарот, така да се изразам, ги знае неговите тајни. Зошто вели, ви соопштив, значи, вас ме нарекувам пријатели, зашто ви соопштив се што чув од мојот татко. Видите што веле Елен Вајт, оние кои живеат во блиска заедница со Христа, тој ќе ги унапреди до позиција од доверба. Оние кои што живеат во блиска заедница со Христа, налик на онаа кој што ја опишува во Јован 15 глава, тој, Господ, ќе ги унапреди до позиција од доверба. Зошто Господ би имал. Која е таа ситуација која Господ има доверба во вас? Ако не сте блиски, значи како двајца блиски пријатели кои што имаат целосна доверба еден во друг, не кријат ништо еден од друг, разговараат за се и се што.
Може ли тоа да биде еден слуга, сега во еден друг контекст, пак тука оправдување со вера. Може ли тоа да биде еден слуга, кој што му слугува на Господарот, сметајќи го тоа како должност? Ај сетете се на двајцата, на блудниот син и оној постариот. Кога блудниот син се враќа и таткото го пречекува, знаете каков пречек доживува од својот татко, што е реакцијата на постариот син? Јас тебе ти слугувам тука со години, ништо не сум ти сгрешил, а ти ништо за мене. А за него го закла најубавото телето. Господарот, Господ има доверба и ќе те стави во позиција на доверба. Има доверба во оној кој што има исто доверба во Господарот. Вера. Оправдување или праведност преку вера, не преку дела. Оно што јас го правам, еве ти слугувам, ти служам. Самиот си е открил, мислам, мотивацијата во стариот син. Иако мој син се прави слуга. Значи, оние кои што живеат во блиска заедница со Христа, тој ќе ги унапреди до позиција од доверба. Слугата кој го прави најдоброто што го може за својот Господар, влегува во тесна заедница со оној чии заповеди сака да ги држи. Видите како се влегува во таа тесна заедница. Во верното извршување на должностите можеме да станеме едно со Христа. Бидејќи оние кои ги почитуваат неговите заповеди, можат слободно да разговараат со него. За се. Тоа е таа блискост. Затоа е вели нели во стихот, вие сте мои пријатели, 14-тиот, ако ги држите моите, односно, ако држите сето оно што ќе ви го заповедам. Че тоа не исклучува слуга и служување, меѓутоа каков слуга, близок, како пријател со својот Господар, кој што разменува се што може, еден за друг разменуваат со Господарот. Неговите заповеди, оној кој од близко разговара со својот божествен водач, има највозвишено сваќање за неговата големина и е најпослушен на неговите заповеди. Си како тоа едно со друго оди. Со послушноста, која што всушност е верата, или вера и послушноста е едно исто, вие стапувате во заедница со Него, едно станувате со Христа, имате близкост, имате слободен разговор, тесен разговор, близок разговор, а со тој близок разговор добивате повозвишено сваќање за Неговата големина и сте попослушни, најпослушни, вели овде, на Неговите заповеди. Или карактерот на оној кој со вера доаѓа кај Бога, значи, пак верата е спомната, ќе кажам, карактерот на Божиот пријател, оној кој што е близок со Бога, сведочи дека Спасителот станал дел од неговиот живот, управувајќи се и проникнувајќи во се. Тој е оној кој што дозволува да Господ управува со целиот негов живот и дозволува да тој проникне целосно во неговиот живот. Таквата личност, вели, постојано прашува. Таквата личност, блискиот пријател, постојано прашува, дали ова е твоја волја, мој Спасител? Секој ден за се, тој постојано гледа во Исуса, зачетникот и извршителот на неговата вера. Тој се консултира со волјата на својот божествен татко во врска со се што превзема, бидејќи знае дека во неговата доверба е и неговата сила. Знае дека тука е неговата сила. Тој стекнал навика да го воздига срцето кон Бога. Значи, постојано се моли, постојано е во молитва, секогаш кога е во недоумица, секогаш кога нешто ве мачи, секогаш прво му се обраќате на својот најдобро пријател. Бидејќи сте блиски, бидејќи може да те разбере,
бидејќи можеш се да му кажеш. И ќе те разбере и нема да упропасти ништо од тоа, нема да, како што многу така наречени пријатели прават, па ќе расеат насекаде. И повеќе зло отколку добро. Вели во Псалм 25, 14 стих. Близок им е Господ на оние што имаат страво почит кон Него, ним им го открива заветот свој. Видите, на кого Господ открива? Нели во Амос 3.7 што вели? Господ ништо не прави ако не им открие претходно на своите слуги, пророците. Тие се исто пријатели, тие не се такви, значи таков тип на слуга, кој што е близок со својот Господ, па може Господ да му открие. Еве, земете го Мојсей. Што вели во 103 псалм? Псалм 103.7. Знаеме колку имало ситуации. Значи 103.7. Колку имало ситуации. Мојсей лице в лице разговара со Господа. Како со пријател, вели таму стихот. Овој стих вели, Псалм 103.7. На Мојсија му ги објави своите патишта, своите планови, своите намери, а на израелевите синови своите дела. Прави разлика од израелевите синови Мојсей. Или ајде пак неизбежен е Аврам, да го земеме пак Аврам и отвараме во Битие 18 глава. Морам малко да одам побрзо. Битие 18 глава. Ајде ќе читаме од први стих и го знаеме целиот овој настан, но потоа Господ вели му се јави кај Дабот Мамра, Битие 18. Доека седеше пред влезот на својот чатор во дневната жега, која ги подигна очите, забележа тројца мажи, како стојат недалеку од него. Штом ги издогледа, се стрча од влезот на шаторот, за да ги пресретне, им се поклони до земја. Во ред потоа, нели, им ги мие нозете, па им нуди оброк, леп, побрза на Сара да ја каже да испече погачи, па го фати, вика, младото изгоено теле во 7 стих, му го даде на можност да го сготви на брзина, на момокот, се извинувам, да го сготви на брзина, зеде маст, млеко, сготвено теле, значи ги угости. И кој беше едниот од овие тројцата? Сам Господ. Знаете, повторно му кажува, го подсетува дека следната година ќе добие пород, па нели тука Сара се смее. Но сакам да се задржам на 17 стих, откако сето ова ќе заврши, и 16 стих вели, луѓето стана и тргна кон Содом. Знаете, Господ овде успат оди, што? Да ги казни Содом и Гомор. Сега вели 16 стих, луѓето стана и тргна кон Содом. Аврам тргна со нив за да ги испрати, како вистински домакин. И вели 17 стих, во тоа време Господ е тука сам и кажува што размислува. Господ рече, за да го крием од Аврама она што ќе го сторам. А Аврам е, нели, Божиот пријател. Беше наречен Божи пријател. Не може Господ да скрие од Аврама. Тој е негов близок пријател. Сака да сподели со него, да не е случајно Аврам после изгуби можеби доверба. Како сега нешто прави Господа, зошто? Да се прашува, еве. И знаете, она натегање потоа следува. Кога Аврам разбрал зашо станува збор. И се застапува за оние кои што би се нашле во Содом да бидат сочувани. Како и Мојсей. Мојсей исто така. Пријател со Господа, исто и тој се застапува. Вели, нели, во една прилика, избриши го моето име, ако е потребно од Божјата книга. Па ако има 50, зарем, нели, праведникот ќе загине со неправедниот. Ако има 50, па 45, па 30, па 20, па доаѓа до 10 и на крајот успеваат четворица да излезат, од тие четворица тројица да преживеат. Лот со неговите керки.
за да го крием од Аврама она што ќе го сторам. Видите ли, која е сигурноста, која е предноста да го имате Господ како близок, свој пријател? Што има да се грижите вие за утре и задутре? Тој е тука да ви каже што има намера, што ќе прави, што ќе се случи. Па нели ние преку пророците имаме добивено мноштво информации, па ја проучуваме еден од пророците, една од најбитните книги, Откровение на Јован. Не прочитавме таму на почетокот како почнува Откровение. Ајде да отвориме во Откровение во првата глава. Првиот стих. Зошто тоа Господ Исус му открива на Јован, како беше наречен Јован, ученикот кога што тој го љубеше, близок. Најблизок беше од учениците. Да, Петар, Јаков и Јован беа секојаш, нели? Мако као посебни издвоени, секојаш со Исуса, ама Јован најблизок. И вели овде откровение на Исуса Христа, што Бог му го даде, за да им покаже на своите слуги што треба да стане скоро, и тој го покажа тоа преку својот ангел испратен при својот слуга Јован. На Јован му го откри сето ова што нам денеска ни е откриено преку откровението, преку неговите слуги, пророците, односно преку Јован. И Данијел тука може да го спомнеме, Данијел. Ја не можам да најдам во Библијата некоја замерка за Данијел. Дека нешто погрешно, не дека бил безгрешен. Меѓутоа, исто, близок, пријател со Господа. И нему му беше дадено откровение, цело едно откровение до крајот, што ќе се случува. Значи, кога ќе имаме таа близина, ќе имаме и сигурност, затоа што го имаме со себе најдобриот пријател, кој што се ни кажува, се ни открива. Минатиот пат спомнав во Новиот Завет, исто еден дом каде што милеел Исус да оди, тоа е домот на Марта, Марија и Лазар. Причината е затоа што овие секојаш биле спремни да слушаат. Биле блиски пријатели со Исуса, позатоа Исус ќе каже, нашиот пријател Лазар заспа, одам да го разбудам, нели, во 11 глава. Петар, го спомнав, нели, како еден исто од поблиските. Замислите си, се одрекол од Христа, но дали Христос се одрекол од него, се откажал? Не. Па тој е пријателот кој што нели го положи својот живот за грешниците, за безбожниците. Зошто би се откажал? Еве, сите имаме ние слаби моменти во животот, како Петар. Може некој сме и бетер, или многу често пати. Но Господ не се откажува од нас. Знаете дека токму оној поглед Исусов кон Петра, откако он се откажал 3 пати, бил пресвртен момент во неговиот живот за да Петар потоа тргне по вистинскиот пат. Оној мил поглед на неговиот пријател Христос. Дури и Јуда, неговиот предавник, ајде пак да се подсетиме, откако Јуда, значи ќе дојде да го бакне, како му се обрека Исус. Пријателе, зошто дојде? Дури и Јуда. Господ сака да биде близок со сите. Затоа што ја сака таа заедница со секого од нас. Минатиот пат спомнав сите, ние сме уникати. Нема друг Борче, нема друг Зоран, нема друг Данило, Јани. Сите сме ние уникати и ако некој од нас недостасува, ќе го боли Господа, што не сме таму.
И за Јуда го боли. Сигурно. Ете, во една прилика во Јован 13 глава, кога Исус им ги мие нозите на учениците и Петар вели: не, ја не дозволувам ти мене да ми миеш нозе. Ама ако не ти измев, нема да имаш удел. Тогаш целиот избањаме, нели, знаете како е ситуацијата. Исус му вели во 13 глава 7 стих на Петар, му вели: ти сега не знаеш што правам јас, но после ќе разбереш. Некогаш, дали заради таа близина недоволна што ја имаме со Господа, веројатно е тоа, затоа што себе ни било откриено ако ја имаме таа блиска заедница, ние се чудиме зошто се случуваат некои работи во нашиот живот. Збунети сме, но, дали како што биле двајцата ученици на патот од Емаус, кон Емаус, разочарани, збунети, и Исус им ги отвори очите. Доаѓа ден, ако ние сме толку блиски, ако чезнееме, значи копнееме по таа блискост, како што тој копне, за блискоста со нас, ќе ни се открие се, ќе дознаеме, ќе разбереме, ќе ни се отворат очите. Видите, која е придобивката да го имате Христа за свој пријател? Повеќе кратна. Мислам, тоа е една најубава вест, можам да кажам. Дел во склоп на таа радосна вест. Па радосната вест е таа дека Бог сака да биде со нас. Бог го даде својот живот затоа што сака да биде со нас. И е можно тоа да биде со нас. И на крајот, да, може би немаме вистински пријател на оваа земја, за жал, значи, може би е така, кај некој од нас, но и ако е така, не треба воопшто да жалиме затоа што го имаме најдобриот пријател во Исуса Христа. Се можеме да му кажеме и за секој не разбере. И тука е спремен да помогне, да направи што треба. Само нам ни треба, значи, таа близина. Нам ни треба нашата доверба во него. Ние да му веруваме. Верата е многу битна. Бог сака да биде со нас, а ние не треба да се двумиме воопшто, затоа што ако не го избереме него како пријател, тогаш кој? Facebook пријатели кои што не знаат ништо за нас? Или кои што можеби нешто знаат, па и подобро да не знаат? И така натаму, и така натаму. Вистинскиот пријател го имаме во Христа, да настојуваме да бидеме ние пријатели, затоа што тоа е неговата желба. И не само пријатели, знаеме дека ние сме и синови и ќерки. Нека му е слава на Господа. Амин.